Возачи го блокираат влезот на здравствениот дом во Делчево. Од паркираните возила, болни и немокни имаат проблем да дојдат до лекарска помош. Сите доаѓаат и носат болен човек. Да речеме, некој не може да стои на нозе, постар човек, детенце, да го донесат и да се вратат на паркингот. Меѓутоа, сите гледаат место да се испаркираат, така да после не може да се размине ни возило за брза помош, а да не зборуваме за пешаци. Паркирањето на просторот покрај здравствениот дом е забрането, а слободен паркинг простор има на само 10 метри подолу, но возилата и понатаму се оставаат овде. Дури пред брзата помош некогаш има денови кога, ама апсолутно пред интерно, пред детскиот одел, пред брзата помош, секаде има коли, само на паркингот нема коли. И кога ги опоменуваме возачите, гледате ли знакот, па ако се тргне другиот и ние, така да немаме разбирање. Ова секако е проблем за сите, но на несовесноста на возачите најмногу реагираат пешаците. Тезвање за хитни состојби, потреби обтежно. Значи не треба возила приватни да плажат. Само службеници. До сега, менаџментот на здравствениот дом во неколку наврати побарал интервенција од полицијата, но состојбата не се променила. Дури неодамна, институцијата завршила и на суд по тужба од собственик на паркирано возило. Еден возач паркирал и нашите работници тука кога шишале тревата, тоа беше пред неколку месеци, наводно му оштетиле колата, прснал некој каменче на шофершајната и ни викна полиција. Замислете си, мене ме викна од дома, он викна полиција дека треба да му се плати оштета. Дури беше тоа парадоксално. Замислете си, знак има надвор, он стар возач си остел колата, па и не приметил, дури после ручек дошол да не тужи. Здравствениот дом е единствената јавна здравствена институција во Делчево и тука помош дневно бараат стотина пациенти. Најголем дел од нив се жртви на несовесноста на возачи кои освен за својата немаат чувство за туѓата мака и болка.